Преглед на содржините во денешниот дневник. Централна свеченост на Плавшник за одбележување на денот на сесловенските просветители Кирил и Методий. Признанија за најдобрите ученици кои постигнале значајни резултати на регионални, државни и меѓународни надпревари. Саем на невладини организации за промоција на волонтерски можности за младите во летниот период. Во петок, 27 седница на Совет. Додик се сретна со Путин. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во поголем дел од денот времето сончево со локална облачност и топло. Максимални дневни температури од 22 степени Целзиусови. Попладне нестабилност која ќе донесе врнежи од дожд и грмотевици, а во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро со локална облачност, но свежо. Утре над западна, северозападна, централна и северна Европа свежо и стабилно време со локална облачност. На Пиринеите, Алпите и најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуострови, на крајниот исток и југоисток од Европа, облачно и нестабилно време со дожд, но релативно свежо за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во четврток, времето умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици и ниски температури. Локално во Словенија сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на полуостровот од 20 до 27 степени. Во Македонија во четврток свежо утро. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и топло, а попладне развојна нестабилност која ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд, поројни врнежи и локално појава на невреме. Минималните температури од 7 до 15 во земјава, а максималните од 18 до 27. Во Охрид во четврток предпладне претежно сончево време со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд, минималната 11, дневната 20, а во петок предпладне претежно сончево, попладне нестабилно со дожд, минималната 12, дневната 19, а во сабота и недела не чека облачно и нестабилно време. Ке има врнежи од дожд, ке биде посвежо, минималната 13, дневната 20 степени. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете Невоцентарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во организација на владата, централната прослава на Денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, денес се одржа во Свети Климентовиот храм на Плаушник. Покажавме дека сме достојни следбеници на сесловенските просветители Кирил и Методи, темелниците на европскиот интеркултурализам, кон што денес е насочена и целата современа мултикултурна Европа. Македонскиот јазик обстојувал низ вековите, а преку него обстојуваме и ние, подлече во своето обраќање премиерот Ковачевски. Македонскиот јазик денес е рамноправен со сите останати јазици во Европската Унија. Нашата јазична средина ја заштитивме преку тешки државнички и храбри одлуки, како што и доликува на една одговорна влада, која го цени своето богато културно и историско минато. Ова се дел од пораките на премиерот Димитар Ковачевски на централната прослава по повод Денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, што свечено се одбележа во Свети Климентовиот храм на Плаушник во древниот Охрид. Нема повеќе внимателни формулации како до предизвестно време на описно означување на нашиот македонски јазик, како јазик на македонската култура, јазик на македонската литература или јазикот на Блаже Конески, јазикот на Матеја Матевски и слично. Успеавме и ние. Денес македонскиот јазик е официализиран по Обединетите нации и во Европската Унија. Покажавме дека сме достојни следбеници на сесловенските просветители Кирил и Методи, темелниците на европскиот интеркултурализам, кон што денес е насочена и целата современа мултикултурна Европа. Македонскиот јазик обстојувал низ вековите, а преку него обстојуваме и ние, подлече премиерот Ковачевски. Денес, јасно и гласно, во официјални изјави на сите европски лидери и представници на меѓународната заедница, нашиот јазик е прецизно именуван како македонски јазик. Никој повеќе не може на европските дебатни маси да зборува во наше име.
на централната прослава на Плаушник под мотото "Писмото е нашиот универзум" присуствуваа највисоки државни представници и голем број гости од политиката, науката и црквата. И локално во Охрид одбележан 24 мај денот на сесловенските просветители и учители Кирил и Методи. Делегации од општина Охрид и од средните и основните училишта од градов положија свежо цвеќе пред споменикот на просветителите во рамките на свеченоста на најдобрите ученици од сите основни и средни училишта од градов, кои постигнале значајни резултати на регионалните, државните и меѓународните надпревари во тековната учебна година. Градоначалникот Кирил Пецаков им врачи пригодни подароци. Нашите ученици кои покажале најдобри резултати на државни, регионални и меѓународни надпревари се едни од Кирило-Методиевите следбеници. Тие се нашата гордост, нашите идни водичи, лидери на кои останува светот. Од срце им честитам за постигнатите успеси и посакувам понатака да ги дофатат сите височини што се пред нив. Тоа се деца кои сватиле дека знаењето е богатство кое не може да се украде од единката, кое не може да се избрише со гума или да избледи. Затоа, деца, учете, тоа ќе ви даде таква сила со која ќе може да поместите се што ќе наумите. Никогаш не престанувајте да учите, затоа што животот никогаш нема да престане да ви биде учител. Ние како локална власт ќе поддржуваме секој ваш успех и ќе работиме на создавање на услови за реализација на секој ваш добар проект, зашто само така може да градиме напредно општество. Славјан Митановски од Општинското основно училиште Кочо Рацин од Охрид ја освои првата награда на 48-та државна ликовна изложба на тема "Народната култура како трајна инспирација во моето творештво". Во Националната установа Центар за култура во Битола од денес е отворена 48-та државна изложба со детски ликовни творби, која се одржува во рамки на манифестацијата Илинденски денови 2023. Славјан Митановски, ученик во трето оделение при основното училиште Кочо Рацин во Охрид, ја освои првата награда. Во изложбата е вклучен креативниот труд на 547 ученици од разни македонски училишта, кои изработија 527 дела и 52 колекции, за што поддршка добија од 100 ментори. Саем на невладини организации од граѓанскиот сектор за промовирање волонтерски можности за младите во летниот период. Саемот се одржа на плоштадот Христо Узунов во организација на Младинскиот центар од Охрид. Организаторите велат дека бројот на волонтери е значително намален, особено после пандемијата, а најактивни се младите од селските средини. Младите охриѓани денес добија ретка можност да се запознаат со програмите и можностите кои невладините организации од граѓанскиот сектор од регионов им ги нудат на едно место. Ова представува убава можност младите луѓе продуктивно да го поминат слободното време во летниот период. И до сега немаше ваков вид на настан, одлучивме сите организации да пробаме да ги собереме на едно место и секој да си ги промовира своите активности, можности за волонтирање, дали ќе е тоа на една манифестација едногодишно, повеќе настани подолгорочно, за да ги привлечат младите да се пријават и да волонтираат. Од Младинскиот центар од Охрид ги повикаа сите млади кои имаат желба да бидат активни на одредени настани кои самите ќе си ги одберат, да бидат активни на подолг или пократок период, самите да одлучат да дојдат на саемот и да си одберат како ќе го поминат своето слободно време и ќе се надоградат како личности. Организаторите на саемот велат дека бројот на волонтери е значително намален годиниве, особено после пандемијата. Најактивни се младите од селските средини. Потребата е голема за волонтери во организациите, некако и по ковид годините, мислам дека и се намали некако така чудно бројот на заинтересираност кај младите за волонтерски да учествуваат на одредени проекти во организации и генерално се тоа истите 30 на млади луѓе во последните години кои што волонтираат во сите организации. На саемот со своји штандови учествуваа Младинскиот центар Охрид, културолошка иницијатива 5 до 12, Архрид, Енхелеус Лихнит, Охрид Трчат, Охрид Ултра Трейл, Субклуб Касарна Хаб и Црвениот крст од Охрид.
За крајот на неделава свикана 27-та седница на Советот на Општина Охрид овој петок во 9 часот пред градските советници ќе се најде обемен дневен ред со извештај од работата на јавните предпријатија, точки од сферата на урбанизмот до одлука за поставување урбана опрема и гаранција за задолжување на јавното предпријатие Охридски комуналец. Градските избраници на најновото издание на седницата на Советот на Општина Охрид закажано за овој петок треба да одлучат во врска со предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти, како и за утврдување на висината на надоместок од закупнината за 2023 година во Општина Охрид, како и за предлог одлуката за давање согласност на одлуката за дополнување и изменување на одлуката за утврдување цени за користење на спортски објекти и паркинг простори со кои стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори од Охрид. Охридските советници треба да се произнесат и во врска предлог одлуката за издавање гаранција за задолжување на јавното предпријатие Охридски комуналец од Охрид. На дневниот ред на ова издание на седницата ќе се најде и предлог одлуката за давање на медицинска и друг вид опрема на трајно користење од проектот Cross for All од 2019 година на Црвениот крст од Охрид, Општата болница од Охрид и јавната здравствена установа Здравствен дом од Охрид. А советниците ќе треба да се произнесат и во врска со предлог одлуката за давање согласност на одлуката на управниот одбор на јавното предпријатие Нискоградба од Охрид за утврдување на начин за пресметување на цената за фактурирање на субјекти корисници кои користат техничка вода. На дневен ред се и предлог одлуките за усвојување на извештаите од работењето и остварените резултати од јавните предпријатија, а ќе се разрешат по еден член од управен и надзорен одбор од јавното предпријатие Билјанини извори и Нискоградба од Охрид. Советниците исто така ќе треба да одлучат и по точка во врска усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на југозападниот плански регион за 2022 година со интегриран финансиски извештај за истата година. Покрај 20 на точки од сферата на урбанизмот на обемниот дневен ред пред градските избраници ќе се најдат извештаите за реализација на програмите од општественото живеење. Седницата е закажана за 9 часот. Следуваат вестите од светот. Војската на Соединетите Американски држави испрати бродови, а председателот Џо Бајден прогласи вонредна состојба, додека секој што не живее во цврст дом е повикан да побара за солниште пред тајфун, кој се прогнозира да пристигне како бура од 4-та категорија со налети на 225 км на час ветар, но и дека евентуално би можело да се засили до 5-та категорија најсилна, пренесува Associated Press. Последен пат бура од 5-та категорија, која директно го погодила Гуам, била во 1962 година. Гуам е стратешки важен центар за американските сили во Пацификот, а Министерството за одбрана контролира третина од островот. Според Пентагон, 6800 американски војници се распоредени во Гуам. Председателот на Република Српска Милорад Додик денеска беше на средба со председателот на Русија Владимир Путин во Москва и изјави дека на Република Српска е потребна соработка со Русија на економски план. Додик изјави дека Република Српска останува истрајна на својот став дека не следи политика насочена кон префрлање вина само на една страна во конфликтот во Украина. Сметаме дека Руската Федерација, која упорно се бореше за својата безбедносна рамка, едноставно беше принудена во врска со оваа воена операција, изјави Додик. Путин му рекол на Додик дека е благодарен на Република Српска за нејзиниот пријателски однос кон Русија. Ученичка го подметнала пожарот во интернат во Гвајана, во кој загинаа 20 деца, откако управата на домот и го одзела мобилниот телефон. Пожарот го зафатил интернатот во училиштето Макти, град во централниот дел на јужноамериканската земја Гвајана, во понеделникот околу полноќ, а повеќето од децата, од кои најмалото имало 5 години, починале на лице место. Ученичката е осомничена дека го подметнала разорниот пожар, бидејќи дежурните наставници го одзеле мобилниот телефон. Се најаведува во соопштението на полицијата. 30 други деца се хоспитализирани поради повредите здобиени во овој пожар. Пратениците од Јужна Каролина вчера усвоија забрана за абортуси по 6-та недела од бременоста, кога почнува срцевата активност на фетусот. Оспорениот предлог закон, кој се очекува да биде потпишан од републиканскиот гувернер Хенри Макмастер, помина главно по партиска линија со забележителен исклучок на 5 членки на државниот сенат, 3 републиканки, 1 демократска и 1 независна, кои се спротивставија. Врховниот суд на САД минатата година го укина 50 годишното федерално
легално право на абортус, што поттикна други држави низ јужниот дел на САД во голема мерка да ги ограничат абортусите. Во моментов во Јужна Каролина се дозволени абортуси во првите 22 недели од бременоста, еден од најлибералните закони за абортус во регионот. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.